Продолжуваат преговорите меѓу 12 новинари од Телма кои се очекува да бидат прогласени за технолошки вишок со менаџментот. Од синдикатот велат се бара на безболно решение, да не останат без работа и се нудат опции од двете страни. Дел од новинарите вчера и денеска имале средба со менаџментот, а се очекува во понеделник да продолжат разговорите, пошто најверојатно ќе биде појасна судбината за вработените. Денеска продолжи и реакциите. Загриженост изрази и ЗНМ. Го повикува менаџментот на Телма да се откаже од намерата за бркање или намалување на плати на новинари и да бара други решенија за евентуалните проблеми на компанијата. Сметаа дека бркањето на 12 искусни и професионални новинари представува сериозно кршење на социјалните права на новинарите и понатамошно влошување на состојбата со слободата на медиумите. Од ЗНМ велат нејасно е кои биле критериумите по кои се водел менаџментот кога ги укинувал работните места. Тврдењата на менаџментот на телевизијата дека укинувањето на работни места се прави поради лошата економска состојба на компанијата се неуверливи. Компанија која има проблем со загуби и превработеност не вработува нови новинари, а потоа ги отпушта оние кои претходно по десетина години работеле таму. Вчера од Македонската асоциација на новинари оценија дека отпуштањето на новинарите од телевизија Телма е непрофесионална одлука, без однапред познати и посочени критериуми според кои 12 новинари останаа без работа преку ноќ. Од асоциацијата побараат Телма да ја преиспита одлуката, да објави критериуми и потоа да разговара со новинарите. Од Македонската медиумска асоциација пак излегоа со реакција дека никој нема право да се меша во внатрешното организирање и работење на една приватна компанија. Од Телма вчера пак рекоа дека систематизацијата се врши согласно прописите и процедурите во консултација со независниот синдикат и дека телевизијата е принудена да направи рационализација на трошоците. Сметаа дека е невкусно политички партии да се огласуваат со соопштенија за систематизација во приватен медиум.